Македонска каменица го одбележа денот на рударите. Вниманието денес беше најголемо во последните десетина години, бидејќи чест на лице место укажаа председателот Стево Пендаровски, министрите Мила Царовска и Крешник Бектеши, како и градоначалничката Сонја Стаменкова. Денес председателот Пендаровски ги потенцираше високите стандарди, кои рудникот Саса ги воведува во секој сегмент од работењето. Компанијата Саса ги има добиено прва во својата област највисоките сертификати за заштита при работа и во исто време ги има добиено највисоките сертификати за чување на човековата околина. Тоа во ова време во кое се чини дека сите ние трчаме само по профит е исклучителен пример кој треба да го следат и сите други, не само во нашата земја и во регионот, туку и пошироко. Министерката Мила Царовска го акцентираше напорот на владата за унапредување и улеснување на условите за работа, но и пензионирање на рударите. Затоа со измена законска, а тоа е дека рударите во нашата држава ќе може да одат во пензија само со работен стаж, а тоа е 35 години за жени, 40 години за мажи. Ги остварија и првите пензионирања токму во оваа година. 51 пензионер од страна на рударите, наши сограѓани, се пензионира. Очекуваме и втора група, многу скоро да се случи на пензионирање и со тоа навистина се намалува возраста за пензионирање на оваа група граѓани. Ако порано се пензионираа со 58 години, сега одат со 50 години во пензија. Во делот на економското работење, министерот Бектеши нагласи дека оваа индустријска гранка бележи зголемување на производството. Ако го споредиме тоа со јуни 2019 и јуни 2018 година, ќе се види дека имаме над 5% зголемување во ова гранка, а генерално како гранка учествува со над 8% во индустријското производство на Република Северна Македонија. Добрите резултати на најуспешната компанија во регионот се услов и за развој на градот и општината, каде Саса се издвојува со висока општествена одговорност. Заложбите за подобрување на квалитетот и условите на работа продолжуваат понатаму, заеднички со владата и со менаџментот на рудник Саса. За работењето на рудникот сега, но и за перспективата, зборуваше директорот Олег Телној. Многу е важно компаниите како Саса да работат многу успешно и ние ќе продолжиме со тоа и ќе продолжиме со нашиот придонес на локалната заедница и на државата и на сите институции на сите нивоа.